Веројатно дека не гледа српски телевизии или дека не е импресиониран од белградскиот сопартиец, но изгледа чудно кога самиот шеф на изборниот штаб нарачува и партиципира во кампања која му наликува на нешто сосема друго, а не на мала верзирана адаптација на Вучич. Да сад пукнем прстима и пожелим да нам Vučić donese čaj. To bi se kao desilo, a? Пријатели мои, управо сте. Добар ден, луѓе, тука сум да помогнам. И Мицковски. А ние само сакаме со нашите спотови сатирично, по малку британски стил, да ја покажеме реалноста во Македонија, господин Зоран Заев. Едно е да се биде реален, ама сосема друго е да се биде демантиран токму од неа. Фуснотата може би ќе се заборави, но не треба да се изгуби меморијата за случувањата, кои да не одамна ја оптоварува, а беа дел од истиот тој малку сатиричен стил. Господине Заев, добре дојдовте. Вие сте прв пат во Сител? Во последните 10 години сигурно сум прв пат. Тоа високо ниво на демократија, која беше претворена во трагична диктатура, предизвикува сомнеж во искреноста, особено кога наместо цврстите ветувања дека нешто ќе се смени, се признава дека нема да се отстапи од истапканата стаза. Значи, ќе се потврдам, има вработувања преку партија, да речам, но она што... Не, дали има од друг критериум преку партија има? Само тоа сакам да го обяснам. Значи, имало и секогаш ќе има вработување преку партија. Сигурно и тоа главната причина поради која секој се надева и се бори за победата. Никој не сака лопата, туку удобно канцелариско столче, во кое ќе клати нозете, додека оние што копаат ќе треба да му ја обезбедат платата, носејќи го на сопствените плеќи. Политичар никој не работи физички. Секој сака лези лебу да те јадам. Но не е така. Има докажани кандидати кои вредно и макотрпно се трудели и сега се нудат себе си, своите достигнувања и својата кариера, како осигурителна полиса, дека со нив ќе може да се стигне до сигурно утре и задутре. Огромна и единствена гаранција за реализација на мојата програма Ренесанса Македоника е мојата лична автобиографија, односно мојот животен пат, мојот професионален работен однос. Во текот на моите 40 години сум работел на 8 различни работни места и секаде сум бил прв човек. Или како што нашиот човек кажува, секогаш директор. И на крајот, за програмата и за тоа што во текот на кампањата го разбра граѓаните. Не. Нема да се свори тоа. Сите така ги, ама нема тоа да. За сега не знам. Не. Нема да се свори тоа. Сите така ги, ама нема тоа да. За сега не знам. Остана уште малку време за оние што засега не знаат, ама штом понудата и сега е толку неразбирлива. Тогаш веројатно е така темпирана, за сите да ја сватат. Ама кога веќе ќе биде доцна.